Она што можеме да го видиме е еден обид на СДСМ и на ДУИ да направат една дефакторизација на македонците, македонскиот народ, но и на другите етнички заедници, како турците, србите, власите, бошњаците, ромите и останатите. Таа дефакторизација нема да ја дозволиме. ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе стои цврсто во било која ситуација на браникот на одбраната на државните и на националните интереси. И она што исто така карактеристично е дека гледаме дека СДСМ се обидува, се надпреварува на некој начин самата со себе, колку повеќе ќе даде нешто на албанските партии. И се поставува прашањето до кога така, до кога со тоа давање. Дали до моментот додека нема да остане ништо во државата за давање, ќе се загуби еден ден и тоа што е стекнато со многу труд, со многу крв и со многу напор. Така што она што сакам да го потенцираме дека внимателно ја следиме ситуацијата, гледаме дека ни се случува она што ние го предвидовме во изборите и го испративме како порака до граѓаните на сите митинзи, на сите телевизиски настапи, во сите ситуации каде што кажувавме дека СДСМ подготвува редефинирање на државата, дека подготвува нешто што нема да му се допадне на македонскиот народ, но и на другите помали етнички заедници во Македонија, дека тоа треба да се спречи, дека тоа ќе следува. Можеби некој во тие моменти не го сваќа толку сериозно тоа што СДСМ го најави, некој го препозна, некој не го препозна, некој мислеше дека тоа е дел од нашата кампања, но времето покажа, и еве го сега времето на дело покажува дека СДСМ е цврсто влезен со намера да прави редефинирање на Република Македонија. Тие велат дека немало да се менува уставот. Уставот нема да се менува затоа што знаат дека без ВМРО ДПМН не може да се менува, инаку и уставот би се сменил. Понатаму велат дека, односно, укажува дека секој биде согласно уставот, всушност она што се слуша, што го планираат е кршење на уставот. И тука ќе останеме цврсто на бедемот на одбраната на државните и националните интереси во било која форма и во било која ситуација.